Почнуваме со дебатниот дел, како што најавивме, господин Страшо Ангеловски, председател на МАК. Господин Ангеловски, добро дојдовте повторно во студио 10 на телевизија 24. Добро ме најдов. Еве, после подолго време да имаме можност да проговориме. Да. Господин Ангеловски, ова најново случување во политичките настани е таа средба во Тирана на председателот Еди Рама со представници на политичките партии на албанците од Македонија. За таа средба многу се зборува, многу се интерпретира зашто е свикана, зошто е свикана. Многумина ја споредуваа и со онаа прва средба која беше во 2016 година, популарно наречена Тиранска платформа, која се уште одекнува во јавноста, па на некој начин ја споредуваа со таа средба. Представниците на партиите кои отидоа демантираа дека тоа е така, кажаа дека на оваа немало никаква формална тема, туку се разговарало општо за доброто на регионот. Како вие гледате на тоа? Па три работи беа повеќе од очекувани во овој период, кога се очекуваат уставните измени. Првата беше средбата во Тирана, втората е посетите на се повеќе представници на така наречената меѓународна заедница во Скопје и третата е обидот да се сочува владата на СДСМ и на ДУИ. Тие три работи се потребни најпрви на меѓународната заедница за да ја исполни сопствената агенда, потоа му се потребни на Еди Рама, на миленикот на Соросовото отворено општество и на агендата за голема Албанија и трето потребни се на владата на Димитар Ковачевски за да може да опстане. Едноставно, ние сме сведоци дека владата се наоѓа во криза, дека владата е можно да се распадне во секој момент. Ние сме сведоци дека и ДУИ се наоѓа во внатрепартиска криза. Ова беше обид да се соберат сите албански политички партии, политичките партии на албанците од Македонија, да се соберат во Тирана, за да се поразговара за тоа како да се сочува владата на Димитар Ковачевски. При тоа, најверојатно се разговара и за, ние немаме се уште информација, меѓутоа се разговарало и за регионалните случувања во кои Албанија уште како ја гледа својата заедничка иднина со албанците од регионот. Тоа ќе рече дека во моментов се наоѓаме во една ситуација кога Западен Балкан е затворен како трло со електрична ограда од која никој не може да излезе надвор. Зошто се случува тоа така? Најверојатно се случува за да се изврши обид за ревизија на вестфалските принципи, односно она што значи држава-нација со Вестфалскиот договор од 1648-та, врз тие принципи се создадени сите држави во Европа и така функционираат. Меѓутоа, некаде пред 15 години, тогашниот советник на Сали Бериша, Кочо Данај, објави книга за природните држави на Балканот. Природна држава ќе рече она што дотоаш се велеше голема или етнички чиста држава, сега е малку помилозвучно нели за ушите на европските бирократи и таа и таква природна држава тој пред се ја намени за албанците на Балканот, а потоа вели дека им следува на сите. Затвореноста на Западен Балкан може да значи само едно. Така наречената меѓународна заедница или евроатлантската меѓународна заедница ќе се обиде да види како би можеле да се формираат, спротивно на вестфалските принципи, да се формираат природни држави, меѓутоа затворени на овој простор, бидејќи ако дозволат да почнат да се формираат природни држави во Европа, тоа ќе значи крах за цела Европа, затоа што ние сме свесни дека една Германија е сојузна држава, дека една Италија, една Шпанија, дека секаде ќе почнат тие поместувања кон природните граници. Од тука, најверојатно, албанската официјална политика ја гледа својата шанса во формирањето природна држава и разговара и со представниците на албанците од соседните држави на таа тема. При тоа ние мораме да бидеме свесни дека истовремено се создава обид за уште една природна држава на Балканот, тоа е големо српската држава,
ние сме сведоци дека она што значи заедница на српски општини, всушност значи кантонизирање или поделба на Косово на северно и јужно, она истото пак што се обидува да се стори во Македонија, на кантонизирање или федерализација, и при тоа треба да бидеме свесни, завчера на 9 јануари Република Српска го прослави својот 31 роден ден, оној кој нели меѓународната заедница не го признава, меѓутоа во обраќањата на сите официјални лица на таа прослава никаде не беше ниту спомената Босна и Херцеговина, туку се говореше само за Република Српска и за Србија. Тоа ќе рече дека како сите да заземаат стартни позиции во обидот да се создадат природни држави на Балканот, а при тоа таа и таква евроатлантска меѓународна заедница како да седи понастрана и го затвори целосно Западен Балкан и ќе гледа како ќе се одвиваат тие нешта. Не би сакал да биде така. Србите има друга кованица, српски цвет го вика. Да, имено, но суштината е на иста. Тоа се тие природни држави, докаде што живее и последниот албанец, дотаму да биде албанска држава, докаде што живее последниот србин, дотаму да биде и српската држава. Значи, во таква ситуација ќе има, не дај Боже, ќе има поделба на Црнагора, затоа што и делови од Црнагора треба да влезат во состав на едната и на другата, ќе се подели Босна и Херцеговина со влегувањето на Република Српска, но за жал во таква ситуација ќе се подели и Република Македонија. Ете тоа не сакаме да го доживееме. Добро, вие некако го однесовте разговорот во друг правец, но ќе ве следам за кратко, сепак интересна е темата, актуелна е. Еве јас ќе се обидам тука да дебатирам на таа тема. Тука контратежа, да речеме, на тоа е влегувањето на овие држави во НАТО. Па многу мина збореа дека тоа значи стабилизација на тие држави, дека значи на некој начин затварање на прашањето за границите, за територијата и така натаму, и дека нема логика држави членки на НАТО понатаму во нив да се предизвикува дестабилизација, токму од земјите членки на НАТО. Дека тоа значи стабилизација на регионот. Мојата пак размисла е сосема спротивна на ова. Зошто? Затоа што доколку меѓу земјите членки на НАТО се врши каква и да е агресија, поделба или било што, според членот 5 од статутот на НАТО, никој нема право да се замеша во нивната внатрешна работа. Тоест, доколку некој од надвор се замеша и, например, се обиде да помогне на да ја спречи поделбата на Македонија. Мораме вака да ги говориме нештата за да не разберат гледачите зашто зборуваме. Значи, доколку дојде до таа најнесакана ситуација на поделба на Македонија меѓу земји членки на НАТО, и доколку некој од надвор кој не е земја членка на НАТО, да речеме Кина, се обиде да и помогне на Македонија, не ќе смее да и помогне, затоа што обидот да се спречи поделбата, според членот 5 од статутот на НАТО, ќе значи напад или мешање во внатрешните работи на сите земји членки на НАТО. Од тука, внатрешните поделби меѓу земјите членки на НАТО, дури со влегувањето внатре се олеснуваат, наместо да станат потешки и понеизводливи. Има уште една теза, исто така, да речеме спротивна на вашата, тоа е дека тие националистички тенденции постојат навистина, и тие се, значи, и големо албански, и големо српски, и тука не е ништо спорно дека постојат, но дека меѓународната заедница тие тези не ги поддржува, туку напротив се обидува да ги сузбие, и дека се што прави меѓународната заедница цело време се обидува тие да ги потисне тие тези, а не ги помага на некој начин, и дека да не била меѓународната заедница овие 30 години, дека оддавна тие ќе се реализираа, дека ништо не би можело да ги спречи во спротив. Не знам дали си верувате на зборовите што ги кажувате, меѓутоа ако таа и таква меѓународна заедница сакаше да ги спречи, сакаше да го спречи развојот на национализмот и на тезите за природни држави, знаете што ќе беше наедноставно? Овој и ваков Западен Балкан, кој не представува ниту 5% од Европската Унија, да станеше дел од Европската Унија, вие по автоматизам ќе ги спречевте сите развојот на сите такви тенденции и идеи. Значи, што беше проблем? Ако некој сакаше навистина да го спречи сето тоа, можеше онака како што во 2007-та преку трупа
ги прими Бугарија и Романија, без при тоа да исполнат каков и да е услов и во однос на демократијата, и во однос на економијата, и во однос на било што, и во однос на добрососедството, ако сакате, на што денеска нели се повикуваат, ами ако таа Бугарија тогаш имала нерешени добрососедски односи, како била примена, односно ако пак тогаш ги немала, зарем сега се создадува тие лоши добрососедски односи? Тоа ќе рече, ако таа и таква меѓународна заедница, зборувам за Европската унија, за таа европска наддржава, за која самите членки на Европската унија си велат дека е елитен цивилизацијски клуб и доколку на вистина тој елитен цивилизацијски клуб сакаше да ги реши овие проблеми, можеше тоа многу едноставно да стори. Но, ајде да го гледаме проблемот од една поинаква страна. Само земјите во Западен Балкан, оние кои се затворени внатре, се земји во кои населението е претежно православно или муслиманско. Гледајте го тоа од тој агол и прифатете го она што самите земји, западно-христијански држави, самите за себе го велат дека се елитен цивилизацијски клуб, па да размислиме дали можеби сметаат дека за нас православните и муслиманите, кои претежно ги населуваме овие држави во Западен Балкан, не ни е местото во такав еден елитен цивилизацијски клуб. Грција, Романија и Бугарија се исто така православни, Словачка. Еве вака да се. Многу мина ми го поставуваат тоа прашање и таа теза дека и Бугарија и Грција се православни, меѓутоа да не заборавиме дека и Бугарија е формирана од католичко кралско семејство и дека и Грција од царот Отон први баварскиот цар е формирана од католичко царско семејство. Значи најпрвим било кнежевство Бугарија и тоа кнежевство од католичко семејство. Така што малку се поинакви нештата и овде сега во сето тоа е многу интересна и улогата на Турција овде на Балканите. Турција која, нели, уште во времето кога Давутоглу беше министер за надворешни работи, најави возобнова на отоманските вредности на Балканот и Турција полека почна да се движи според книгата точно на Давутоглу, кој беше многу близок соработник на Ердоган, меѓутоа денеска се разидоа. Неговата книга се вика Стратегиска длабочина и тој во книгата, ќе извлечам суштината, вели вака дека влијание на една држава во друга може да има само доколку има физичко присуство таму и Турција почна да работи. Така таа има свое физичко присуство во Азербејџан, во Либија, во Сирија и така натаму и сака тоа сето да го стори и овде. При тоа, Турција има и карти во ракавот со кои може да игра, има 4 милиони бегалци на своја територија, кои може да ги испрати на тој цивилизацијски клуб, односно на Европска унија, и со тоа игра и си бара свој простор за интересна сфера на која Турција би била распосла. Како гледате тогаш низ вашата призма, преку вашата теза на Open Balkan, бидејќи тој иста така интересен проект, на некој начин се поклопува со Берлинскиот процес, ги има речиси истите цели, но интересно е што носители на Open Balkan се Србија, Албанија и Македонија. Одбиваат да влезат Косово, Црна Гора и добро, Босна и Херцеговина е специфичен случај, таму има разни струи, но еве Косово и Црна Гора не сакаат да влезат. Имено, најверојатно дека токму тука треба на овој простор, на отворениот Балкан. Но се извинувам, и тука е интересна спротиставеноста за тезата на Албанија и Косово. Некако не се совпаѓа со тоа, бидејќи Косово не сака, Албанија сака. Косово не сака само заради едно, не сака да се отворениот Балкан би значило отварање на границите, сега засеа оние административни граници меѓу Косово и Србија. Косово токму заради тоа инсистира на невлегување во тој таков отворен Балкан, инаку отворен Балкан и отворено општество. Знаете, самото по себе асоцира отворено на нешто незаштитено, на нешто кое е подложно на влијание, отворено општество. Но тоа е Европската унија исто. Европската унија е нешто сосема друго. Европската унија следува после барањето на Хитлеровиот нацизам за создавање на европска наддржава. Идејата за Европска унија започнува во 1925 година со паневропското движење. Паневропското движење го
формираат и најмногу вложуваат, го спонзорираат браќата Варбург, кои се и на едни од најголемите спонзори на Хитлер. Значи, Хитлерова беше идејата на Хитлеровиот нацизам, беше идејата за обединета Европа, и тоа токму ваква обединета Европа како европска наддржава. Добро, не баш така, за германска Европа. Но идејата се реализира, видете вака. Значи, во овој момент Европската унија е европска наддржава. Вие имате таму луѓе кои ја раководат, кои не се избрани од никого, кои не излегле на избори, кои немаат легитимитет за да ја раководат Европската унија. Европска унија, да, јас сум за Македонија да стане членка на Европа, но како сојуз на суверени држави, како нешто каде што вие ќе можете да го заштитите и својот суверен интерес. Ами ние на 1 јануари имавме нели влез на Хрватска, да речеме, во Шенген и во еврозоната. И при тоа таа Хрватска, која даде милион жртви за собствен суверенитет, за да излезе од една заедница на држави која се викаше СФРЈ, за да создаде своја валута, својата куна. Денеска така лесно, целиот свој суверенитет, кој го извлече од СФРЈ, му го даде на Брисел. Има незадоволство кај хрватските граѓани, затоа што веќе Хрватска не е членка на сојуз на суверени држави, туку влезе во една европска наддржава, која за жал, повторно ќе речам, самата себе си се нарекува елитен цивилизацијски клуб. Самото тоа е веќе понижувачки за сите околу, самото тоа е, а јас тврдам дека токму таа Европска унија во моментов е најкорумпираната клетка на светот. И во еден свој текст, во една своја колумна, тоа го нареков кореврократија, односно корумпирана европска бирократија. Мислите дека се покорумпирани од нас? Дека тука тешко. Заради големината на средствата со кои располага, се покорумпирани. Меѓутоа, на крајот на краиштата видовте што се случи. Романија и Бугарија, оние кои 2007-та беа преку трупа примени во Европската унија, сега не беа примени во Шенген зоната и во еврозоната, токму заради тоа, заради преголемиот степен на корупција во тие држави. И денес таа и таква Бугарија поставува услови за нас, за нашиот лес во Европската унија. Една од најкорумпираните држави. Држава која веќе 2 години не може да состави влада. Држава која најверојатно уште година или 2 не ќе може да состави влада, заради односот на силите кои го имаат нели таму, и посебно заради постоењето на ГЕРБ и Бојко Борисов. Ние мораме да се вратам наназад. Значи, односите меѓу Македонија и Бугарија имаат бели и црни моменти. Белите моменти доаѓаат веднаш после 45-тата, кога начело на Бугарија е Ѓорѓи Димитров. Вие знаете какво затоплување доаѓа тогаш до признавање на македонското малцинство во Бугарија, до отварање на македонски театри како во Благоевград и така натаму. До попис каде што се 300.000 македонци попишани. Значи, доаѓа до едно извонредно затоплување меѓу двете држави. Доаѓа начело на Бугарија Тодор Живков, и доаѓа темната или црниот период на односите меѓу Бугарија и Македонија. Сето тоа се брише и започнува тој црн период. 90-та година повторно доаѓа на чело на Бугарија еден прекрасен човек Желјо Желев и повторно доаѓа до извонредно затоплување на односите меѓу Бугарија и Македонија. Дури ние имавме извонредна помош од Бугарија во тие времења на блокади и потоа доаѓа пуленот или телохранителот на Тодор Живков, Бојко Борисов, и повторно доаѓа тој темен период, затоа што Бојко Борисов ја продолжува политиката на Тодор Живков во односот кон Македонија. Значи, нештата треба да се следат и да се знаат, бидејќи не се туку така едноставни како што некој сака, нели, да ви прекажува. Интересна е блокадата која ја спомнавте за Бугарија, за Шенген, која ја наметна Австрија и Холандија. Бугарите ја доживуваат како уцена,
и велат дека е неправедна, но им се случува истото што они го направија на Македонија, па некои велат карма, тоа е. Именно, точно го потврдивте тоа, значи, нели, убаво е кога на свој грб ќе го почувствувате она што некому го правите. И сега бугарските граѓани кои се недолжни, кои се невини, трпат заради лошата политика на бугарските политичари. Тоа е тоа и затоа на Бугарија и се случува тоа што е таа. Јас секогаш се обидувам, значи, да ги издвојам нештата, да ја издвојам бугарската национална политика од бугарите и од граѓаните на Република Бугарија. Да, добро, ајде малку да се вратиме повторно на нашите случувања. Сакам уште еднаш да се навратиме на вечерата во Тирана во однос на конкретните работи кои таму се случувале. Еве само за информација за гледачите да кажеме кои се официјалните ставови за Али Ахмети, председател на ДОИ. Тој кажал дека се зборувала за заедничката иднина на Македонија и Албанија во Европската Унија, дека мора да се спречи заминувањето на младите од Македонија и од Албанија, стандардите на двете земји, и Ахмети оцени дека уставните измени нема да му наштетат на македонскиот идентитет, туку напротив дека ќе го зајакнат. Лидерот на Алијансата на албанците Таравари исто така кажал дека се зборувало за предизвиците кои очекуваат Северна Македонија на патот кон ЕУ, дека албанците се за најавените уставни измени, а Мендух Таче дека освен за заедничка иднина на двете земји во Европската Унија, на средбата не се разговарало за ништо по-конкретно. Значи, отприлика од ова што можеме да го извлечеме е дека сепак уставните измени биле приоритет на оваа средба, на оваа вечера. Сега, знаете што ми е прашањето? Претходно, лидерите на албанските партии прво испорачаа едни барања со кои на некој начин ги условија уставните измени, затоа албанскиот јазик да не биде веќе именуван како 20% во уставот, туку да пише албански јазик и некои други работи, но потоа самите ретерираа, се повлекува, барем во своите изјави, и Арбен Таравари и Било Клацами од Беса кажаа дека сепак ради доброто, ради приоритет на Европската Унија, дека нема да бараат ништо. И сега прашањето ми е зошто е потребата тогаш од оваа средба, кога самите албански партии кажаа дека оние ќе ги, дури рече и Арбен Таравари, без разлика дали сме во влада или не, ние ќе ги поддржиме, без разлика. Зошто е тогаш потребата за оваа средба, за да се доубедат партиите според вас? Најпрви потребата е за да се зацврсти владата на СДСМ и ДУИ со присуство, а доколку е потребно, и на останатите политички партии на македонските албанци. И таа теза не ми е баш јасна. Зошто, како се зацврстува владата на СДСМ и ДУИ со оваа средба? Не ми е баш јасно. Затоа што Еди Рама е покровител на политичките партии на македонските албанци и најверојатно неговиот збор е последен во односот на политичките партии на македонските албанци внатре во Македонија. Барем тој се поставува покровителски, нели, во однос на политичките партии на македонските албанци. И доколку на таква средба биде договорено дека доколку владата на Ковачевски, односно на СДСМ и ДУИ, дојде во процеп и можно е да се распадне, дека ќе мора една, друга или трета политичка партија на македонските албанци да притекне во помош и да влезе во состав на владата. Тоа се веќе Македонија веќе не е заложник на оваа гарнитура на СДСМ и нејзината потреба да остане што подолго на власт. Македонија веќе стана жртва. Она што беше заложниство, сега веќе е реализирано и Македонија е веќе жртва на потребите на оваа гарнитура на СДСМ да владее со државата од две прости и многу лукративни причини. Првата е корупција и криминал, односно испумпување на државните, на буџетските пари во приватни џепови. И втората, фрустрации. Ова е гарнитура на СДСМ која е фрустрирана од неможноста да биде влијателна, да биде нешто што значи во општеството. Вие гледате, ова се луѓе кои доаѓаат од нигде никаде, седнуваат во министерските фотели, притоа не се снаоѓаат, се уриваат системите во оваа држава, ами ние се повеќе ни се урнисува образовниот систем, системот во културата, здравствениот систем, правосудниот систем, ами граѓаните гледате имаат 4, 3 или 5% доверба во кои да е од тие системи. Ние сме сведоци дека една гарнитура
го киднапира СДСМ. Јас имам луѓе пријатели во тој СДСМ, луѓе кои ова не би го дозволиле ниту насон што денеска го прави токму нивниот СДСМ. Ами ние сме сведоци дека токму тој асномски СДСМ, кој беше нели наследник на СКМ, кој беше наследник на тие луѓе кои на Асном ги донесоа антифашистичките одлуки за создавањето на Македонија, токму овој СДСМ го брише антифашистичкиот карактер на Република Македонија. Ние сме сведоци дека во овој момент имаме споменик на најголемиот фашистички соработник, човекот кој примал плата од фашистички Рим, тоа е Джемо Хасо. Ние имаме негов споменик во Симница. Никој не се обидува тој споменик да го тргне. Дали тоа не е глорификација на фашизмот и на нацизмот? Ние од друга страна имаме отварање на клубови, бугарски клубови, со името на соработници на фашизмот и на нацизмот. Дали тоа повторно не е глорификација на нацизмот од другата страна? Ние имаме држава во која од двете страни се судираат, односно се среќаваат нацистичките глорификации. Ние имаме држава во која, за жал, она што се вели дека победниците ја пишуваат историјата, кај нас поразените ја пишуваат историјата. Ами и албанската голема држава, голема Албанија од 41 до 43 беше поразена, и бугарската голема држава од 41 до 43 беше поразена. За жал, тие како поразени денеска ја пишуваат македонската историја и ја бришат вистинската антифашистичка македонска историја. Сакам повторно да ве прашам за ова, за владата, но каде ја гледате вие опасноста, еве конкретно, бидејќи гледам дека и ВМРО ДПМН не го повторува таа теза дека е за спас на владата, но јас не гледам некаков проблем во владеачкото мнозинство, освен во таа така наречена фракција во ДУИ. Дали тоа би можело, бидејќи јас друг проблем не гледам таму во мнозинството? Сосема доволна е таа фракција, доколку не даде поддршка. Добро, можеби еве и овие, да речеме Павле Трајанов, кои имаат некакви ставови спротиставени некогаш, но тука не гледам друго ништо. Единствено, значи јас пак и таму не ја гледам опасноста од луѓето кои ги спомнувате. Единствена опасност е фракцијата во ДУИ. Фракцијата во ДУИ која на вистина може да го расцепи ДУИ. Со години зборувам за два процеса во Македонија кои се одвиваат. Едниот е процес на заевизација, за кој денеска нема да зборуваме, вториот е процес на грубизација. И токму, после години и години моје зборување, денеска и делот од ДУИ дојде до истата теза, дека процесот на грубизација во Македонија е многу опасен. И токму таа огнена група сака да го спречи понатамошниот процес на грубизација на сопствената партија, а со тоа и грубизација на Република Македонија. И еве сега ќе се вратиме, да речеме, многу кратко на случувањата во град Скопје, за да го објаснам тоа што се случува, за да се најпрвин, за да се сочува владата на СДСМ и на ДУИ, во моментите кога се појави таа незадоволна група и во моментите кога се очекуваше распад на ДУИ и паѓање на владата, беше за жал, беше употребено Скопје како жртва или како монета, градот Скопје или како монета за подкусурување. При тоа Скопје е жртвувано и на огнената група од ДУИ и се дадени две големи директорски места и останати функции во градската администрација. Тоа ќе рече, со тоа се обиде да централната власт, жртвувајќи го Скопје како локална власт, се обиде да го сочува единството внатре во владата и внатре во ДУИ. Меѓутоа, вие гледате дека Изет Меджити и останатите веќе започнаа и теренска работа на укажување на она сето што се случува внатре во ДУИ и на антигрубизацијата на партијата, така што беше потребно, бидејќи очигледно дека жртвувањето на Скопје не беше доволно, очигледно сега е потребно и понатаму да се врши некакво обединување внатре во ДУИ, а под притисок на Еди Рама. Очигледно Еди Рама е авторитетот кој може тоа да го реши. Значи, тезата е дека доколку настане проблем во владеачкото мнозинство, дека треба да ускокне, да речеме, алијанса. Ќе треба да влезе. Некој ќе треба да влезе за да помогне.
Добро, окей, за тоа, ова што го спомнавте за градот... Се извинувам. Значи, ова не можеме, јас ниту ти да го тврдиме. Ова се наши анализи Па, според дека е она теза, што да. се, Да, според она што се Се случува разбира, и што можеме да го видиме. Да. Оти никој од нас, за жалеве, нема јасен увид на тоа што се зборувало во Тирана. Имаме прераскажувања кои не мора да значат дека е тоа така. Меѓутоа, она што однадвор се гледа, тоа е она што го зборувавме. Да. Добро, во однос на градот Скопје, бидејќи го спомнавте и ова, тука сега ми е чудно друго. Велите дека е жртвувано Скопје, дека се дадени места на таа фракција на огнената група во Дуј, но како? Прво таму е градоначалничка Данила Арсовска, која на почетокот смени некои функционери на Дуј, таму па постави други луѓе. Тоа е една работа. Второ, и во Советот Дуј нема мнозинство. Како е направено тоа? Не ми е баш јасно, бидејќи Дуј не е на власт во град Скопје. Значи вака, Ниту СДСМ. поставувањето на ВД директори на јавните предпријатија е исклучиво во надлежност на градоначалникот. Да. Значи на градоначалникот не му е потребно мнозинство за да може тоа да Не, го го стори. зборувам мнозинството само за влијанието. Од тука градоначалникот за жал или за среќа градоначалничката во овој момент чинам дека нема мнозинство, дека работи на флуктуирачко мнозинство кое го добива според потреба, односно според потреба на советничките групи. Кога да речеме на СДСМ и на ДУИ и на Левица, ќе им затреба нешто кое е нивни интерес, тогаш се обединуваат и даваат мнозинство. Тоа е мнозинство за 5 или 15 минути, во моментот додека се носат тие прашања кои се, да речеме, интересни за нив. Потоа се случува некое поинакво мнозинство и за жал така функционира во моментов Советот на град Скопје, што е недопустливо според мене, но тоа сето се случи после обидот или после желбата на градоначалничката Арсовска да покаже независност од оние кои придонесоа да стане градоначалник. Јас исклучително многу ја почитувам независноста и интегритетот на кој да е, вклучително и на госпоѓа Арсовска, меѓутоа ние мораме да сме сведоци, да сме свесни дека тоа ВМРО ДПМН, може би ние помалите политички партии внатре во коалицијата и не придонесовме толку многу, меѓутоа ВМРО ДПМН на вистина придонесе исклучително многу госпоѓата Арсовска денеска да биде градоначалник. Јас во политиката не признавам лични анимозитети и лични нетрпенија. Може би се создало лично нетрпение меѓу Арсовска и Мицковски. Меѓутоа, политиката е нешто друго. Политиката е можност да се надминат личните анимозитети заради заедничкото добро и заради заедничкото дејствување. И ние мораме така да размислуваме. Ами инаку градот Скопје ќе стане простор во кој не ќе може да се живее. Ние, еве сега ќе кажам, дека откако не помина доделувањето субвенции за јавното сообраќајно предпријатие, бидејќи на вистина сметавме дека 550 милиони денари да се доделат уште на 29 јануари за потребите на субвенционирање за потешкоти во работењето на ЈСП, однапред за цела година, е многу. Имавме амандман да си останат тие средства за ЈСП, меѓутоа во овој момент да му се определат само 180 милиони. Па по потреба на следната квартал ќе му се определат други и така не беше прифатен тој амандман и од тука не се ни донесе одлуката да му се дадат тие 550 милиони субвенција. Беше доведено во прашање функционирањето на ЈСП. Се обидов во името на советничката група на ВМРО ДПМН во разговор со градоначалничката Арсовска да свикаме вонредна седница веднаш истиот ден, односно истата вечер. Да се намалат тие субвенции за некоја разумна бројка од 20%, која би ја прифатила градската администрација, а ние како советници, ете, да го прифатиме и да дојдеме до некој компромис. Јас и благодарам на градоначалничката што го прифати тоа, ние како советничка група го прифативме
И побаравме да се и се закажа вонредна седница некаде во 11 часот вечерта, на која ќе биде ставено само субвенционирањето на јавното сообраќајно предпријатие, за да и од 1 јануари имаме јавен превоз, за да учениците и студентите можат да продолжат да се возат, за да вработените во ЕСП ги добијат своите плати. И што се случи? Откако го најдовме тој компромис ние како советничка група со градоначалничката, СДСМ и ДУИ подметнаа уште 3 други точки на дневен ред на вонредната седница. Значи, сакаат да го злоупотребат или да го искористат закажувањето на вонредната седница, за да успеат да подметнат точки кои навистина немаа итност во нивното барање и ги подметнаа и така дојдовме во ситуација да се закаже вонредна седница во 11 часот, на која покрај оваа точка, изменета точка меѓу другото, која бараше итност, СДСМ и ДУИ подметнаа уште 3 точки кои не беа ниту во една запирка изменети и кои немаа итност. Сакам да кажам, на крај се донесе само точката, се усвои точката за субвенции на ЈСП и ЈСП продолжи да функционира онака како што функционира. Сакам да кажам дека јас говорев таму на седницата дека сите ние како советници треба да си го испитаме сопствениот праг на достоинство и сопствениот праг на интегритет, за да можеме да гласаме во интерес на граѓаните, а не во интерес на политичките опции кои ги застапуваме. Знаете како господин Ангеловски, сега гледано од страна од граѓански аспект, она што го кажуваат граѓаните не само во вакаво неформални разговори, туку и јавно, најчесто низ анкети, низ овие контактни емисии, е дека има една перцепција дека навистина градот Скопје е во последниве години во хаос. Дека она од кога стана нова градска администрација, сега не навлегуваме во тоа дали Данела Арсовска се скарала со ВМРО ДПМН, па ова едноставно граѓаните она што го гледаат дека јавниот превоз се распадна, приватниот веќе го нема, автобуси нема, значи има проблем со сметот, со ѓубрето. Сите големи проекти кои претходно беа отпочнати или најавени, или се стопирани, или се откажани, или се развлекувани, не се изведуваат. Значи, почнувајќи од изградбата на мостовите, до јавниот брз транспортен превоз, како беше БРТ системот, најавен и така натаму. Едноставно има перцепција дека градот Скопје е во еден хаос. И сега, повторно ќе кажам, без да бараме виновник, тоа излегува дека е фактичка состојба. Како тоа да се помогне, да се смени, бидејќи за граѓаните? За жал тоа може би не е перцепција, туку може би е веќе реалност. Дека градот се наоѓа во една ситуација од која навистина треба да се најде излез. Повторно ќе речем, граѓаните на Скопје на локалните избори гласаа незадоволни од дотогашното управување на коалицијата на СДСМ и ДУИ, вклучително и директорувањето на кадри на СДСМ и ДУИ со скопските јавни предпријатија. И тие граѓани очекуваа дека со промената на власта ќе дојдат и нови кадри и јавните предпријатија ќе работат поуспешно. Меѓутоа, за жал, граѓаните не го добија тоа што го очекуваа, не им се испорачани нови кадри, туку да речеме, еве, го кажавме, ДУИ има 2 директори на скопските јавни предпријатија, директор на јавното сообраќајно предпријатие е кадар на СДСМ, што ќе рече дека граѓаните треба своето разочарување да го насочат токму во таа насока, заради останувањето на истите кадри на раководни позиции од кои тие беа незадоволни во периодот кој беше пред тоа и заради кој на крајот на краиштата нормално не ги дадоа своите гласови за тие луѓе и тие кадри да продолжат и понатаму да раководат. Добро, но ми се чини дека тука е една замена на тези, бидејќи истото можеме да го кажеме и за централно ниво, за незадоволството, но се разбира дека и на централно ниво, и кога беше премиер Заев и Ковачевски, дека вие не можете да барате вина во кадри на ВМРО ДПМН кои останале тук и таму, барате кај главниот, се разбира каде е вина, кај главата. Да, и сега исто, сега имаме кандидат на ВМРО ДПМН за градоначалник, ама вината да ја бараме во ДУИ СДСМ. Не, вака значи да се разбереме. Едно е кадри на ВМРО ДПМН останати тук и таму.
Второ е да имате вие во владата на Ковачевски 4 министри од ВМРО ДПМН. Значи, директорите на јавните предпријатија се највисоките функции во градот Скопје. Тие не се туки таму останати. Но... Туки таму се останати по некој службеник, по некој архивар или но градоначалничката од ВМРО ДПМН. Имено, јас ниту сакам, ниту имам потреба да бидам адвокат на градоначалничката, ниту да ја амнестирам од одговорноста, ниту да барам одговорност. Меѓутоа, нејзината основна одговорност е токму таа што наместо да изврши промена во кадрите, она што го бара заради што и беше избрана, на крајот на краиштата, господјата Арсовска беше избрана и ние, како најголема советничка група, бевме избрани токму заради промена на кадрите кои раководеа дотогаш со градот, а од кои граѓаните беа незадоволни. Основната грешка, значи, на градоначалничката е во тоа што се откажа од услугите на нови кадри, на кадри кои треба да дојдат и повторно се врати на истите кадри од СДСМ и ДУИ. Значи, тоа е нејзина грешка. Јас не ги поставив, туку токму таа ги поставив. И второ, ние имаме за прв пат ситуација. Обично во градот Скопје имала ситуација кога градоначалникот имал мнозинство од оваа или од онаа политичка провиненција и градоначалникот и тоа мнозинство работеле во спротивност со, да речеме, опозицијата во градот. Денес имаме една многу интересна ситуација која се води битка помеѓу градоначалникот и советот. Значи, советниците без разлика на која политичка и советничка група припаѓаат, се свесни дека во овој момент водат битка за докажување на собствената позиција во градската хиерархија. Ние мораме да бидеме начисто дека Советот е еден вид законодавно тело во градот Скопје, дека Советот е тој кој ги носи одлуките, кој расправа за иднината на градот, а дека градоначалникот со нејзината екипа е извршната власт во градот Скопје. Како да се сака извршната и законодавната власт да биде едно, како да се сака извршната власт да стави рака врз законодавната власт и од тука се создава една ситуација кога дури и советничките групи се подготвени да работат заеднички за да го докажат интегритетот на Советот и да докажат дека Советот е тој кој наспроти извршната власт треба да ги носи одлуките. Добро, знаете како? Ми се чини дека еве и вие како и ВМРО ДПМН, јас морам да потенцирам дека вие не сте ВМРО ДПМН, вие сте председател на посебна политичка партија, сте во коалиција, за гледачите да биде јасно. Се обидувате некако да ја релативизирате основната работа, а тоа е дека Даниела Арсовска е кандидат на ВМРО ДПМН и дека ВМРО ДПМН излезе на избори и им кажа на граѓаните гласајте за Даниела Арсовска, таа е наш кандидат, таа ќе направи подобро Скопје. И сега тоа некако сите бегаат од тоа. Добро, професорот Славевски излезе на некој начин и се извини на граѓаните, рече се каем што ве повикав да гласате, во ред. Господинот Мицковски не баш, тој одби да се извини. И сега некако тоа се релативизира дека основната вина за хаосот во Скопје, еве, ајде да не речеме ВМРО ДПМН е виновно, но кандидатот на ВМРО ДПМН го направи хаосот. Се понатаму се причинско последички работи кои се поврзуваат со незините кадровски решенија и така натаму. Имено. Но основната работа како да се избегнува некако цело време. Значи јас повторно господјата градоначалник е виновна за овој хаос заради тоа, пак ќе речам, што избегна соработка со оние кои ја донесоа на власт и ја продолжи соработката со оние заради чија смена таа и ние како советничка група добивме гласови. ВМРО ДПМН во најмала рака е виновна за погрешна процека. Имено, па и во најмала рака, меѓутоа дефинитивно е виновна за погрешна проценка. Ние сите останатите во коалицијата едноставно бевме да речеме ставени пред свршен чин, бидејќи нели ВМРО ДПМН како најголема политичка партија го определи својот кандидат, ни го представи кандидатот како извонреден кандидат, како успешна жена која
не сакам да навлегувам, најверојатно нејзината успешност и била дел од мотивот зошто да биде кандидат на ВМРО ДПМН. Ние, како председатели на политички партии во коалицијата, ја подпишавме кандидатурата на Арсовска и јас, за жал, сум единствено таа коалиција кој по втор пат греши и по втор пат стави подпис на таков кандидат. Тоа беше прв пат кога како председател на МААК, заедно со Гошев и со Љупчо Георгиевски, ставивме подпис за кандидатурата на Ристо Пенов, кој исто така после година или година и половина ни го заврте грбот и почна да работи поинако. Сега стана министер повторно. Да, сега се е врати повторно. во извршната власт. Добро, за крај уште ова би ве прашал за градот Скопје, за поделбата, за дефинитивната поделба помеѓу Даниела Арсовска и ВМРО ДПМН. Сметате дека причината е оној голем тендер, мислам што беше очигледно тогаш расковот за пречистителна станица од 130 милиони евра, дека тоа е основната причина поради која се скара? Не, значи јас дефинитивно тврдам дека не е тоа основната причина. Зошто? Доколку распределбата на средства преку тендери или преку не знам што е камен на сопнување. Многу лесно се доаѓа до компромис и се наоѓа начин како тие средства да се распределат. Ами, вие гледате дека оно што како вокабулар госпоѓата Арсовска го користи, веќе некој друг го користеше пред тоа во односот кон Мицковски. Гледате дека тоа се чисто политички ситуации. Значи, барем според мене, а можам да тврдам, дека нема ниту дел вистина во тоа дека ВМРО ДПМН и Даниела Арсовска се скара заради тендерите и заради парите. Да. И господјата Арсовска чинам дека е доволно паметна и мудра да не влегува во ситуации од кои ќе излезе многу извалкана, а ВМРО ДПМН сепак е голема политичка партија со луѓе кои јас имав едно прашање токму од едно македонско радио од Австралија, дали е точно дека Христијан Мицковски и се заканувал на господјата Арсовска со оној вокабулар. Да. И јас кажав само еден пример. Еднаш кога седевме со Христијан Мицковски во 4 очи, тој беше вознемирен. И ми вели, страшно вели, дојде сестра ми со плачење дома вознемирена, вели, едва и можеше да говори. Некој на улица и пришол и рекол, ќе ти го ликвидираме, брат ти, физички ќе го ликвидираме, ќе го убиеме. Таа вели стресена, затоа што вели кај нас дома. Глас не се кренал, а не пак за убиства се зборува. И сега, дали може таков човек да влезе во такви авантури за тендери и за се, оставам да суди времето, меѓутоа сакав и имав потреба да го кажам ова заради јавноста во Скопје. Добро, немаме уште многу време, некако сега гледам на часот, ние веќе цел саат скоро, цел час разговараме, значи брзо лета времето. Денеска доаѓа советникот на американскиот Стейт Департмент, тоест веќе е дојден Дерек Шоле во Скопје. Она што најмногу се очекува е таа фамозна црна листа на Стейт Департментот, нова која би се правила во земјава, или притисокот на американската администрација за борба против корупцијата. Тука сега има спротиставени мислења, едни даваат големо значење на овој акцент и на новата американска амбасадорка, други велат нема многу да смени. Вие како гледате? Јас пак имам сосема поинакво мислење. Значи, во моментов единствена империалистичка сила која врши колонизација во светот се Соединетите Американски држави. Тие се обидоа колонизацијата да ја вршат со војни. Па почнаа со Кореја, па продолжија со Виетнам, па продолжија со Ирак и така натаму. Меѓутоа видоа дека е тоа нецелисходно, дека едноставно си создавате непријатели и ја уништувате државата и немате повратна корист од тоа што сте го направиле. И потоа почнаа зборуваме за модерна колонизација, нормално за не разберат гледачите дека онаа колонизација од 18-тиот и 19. Потоа започнаа, сватија дека најлесно е да ги купиш политичарите во една држава и така да ја раководиш таа држава и вложуваа многу пари, купувајќи политичари ваму, таму или онаму на секаде во светот. И кога увидоа дека трошат многу пари, потоа видоа дека е најлесно со парите на даночните обврзници од дотичната држава да си ја колонизирате. Зашто станува збор? Американската администрација на секаде широм светот овозможува или дури иницира корупција од огромни размери. Дури
во еден момент на политичарите во таа држава, да речеме во Македонија, американската амбасада им дава привид на недопирливост, дека тие смеат да крадат, дека смеат да вршат корупција, дека смеат да испумпуваат пари од државниот буџет и дека се заштитени токму од нивниот покровител, од американската амбасада. И зошто е тоа така? Затоа што откако ќе искорумпирате некого, откако сето тоа ќе го ставите во својот компјутер, вие потоа многу лесно можете да владеете со тој кого го имате во својот компјутер. Во 19-тиот век Ален Ришо, француски историчар, во својата книга Историја на колонизацијата напишал: политичка акција во секоја колонизирана држава мора да биде пронаоѓање на употребливи локални елементи и нивно искористување. Според таа логика, денеска американската амбасада се раководи во наоѓањето на употребливи локални елементи и нивно искористување. И секој нов амбасадор која ќе дојде, излегува со тезата дека мораме да започнеме со борба против корупцијата. Тоа значи само едно, тоа значи порака до корумпираните политичари дека и во мојот нов компјутер се ставени вашите недела и внимавајте, ако не бидете послушни, ќе бидете ставени пред судот на правдата. Значи, така некако, дали досега и покрај тоа што секој нов амбасадор се заканувал со борба против корупцијата, дали било што е сторено? Ништо. Само што се внесува страв кај корумпираните политичари за да и понатаму бидат послушници на американскиот амбасадор. Значи, тоа е тотално спротивно на формалните или официјалните пораки и цели кои ги промовира. Па, видете, ова што вие сега пример, кажувате. Јас реков, најкорумпирана клетка во светот е Европската Унија. И дали, ако не беше така, ако не беше најкорумпирана, сметате ли дека нормален политичар ќе излезе и ќе им рече на своите граѓани дека вие сега ќе треба да си купите подебели шалови и джемпери, дека ќе треба да намалите температурата во сопствените домови, дека ќе треба да се туширате еднаш неделно, а сето тоа на штета на своите граѓани, ама заради интересот на Соединетите Американски држави, кои гледаме дека и од оваа светска криза, ако ги следиме движењето на парите, ќе видиме дека единствен кој има полза од воената акција во Украина е токму Соединетите Американски држави, а корумпираните политичари во Европската Унија само работат онака како што им е наредено. Истото тоа се случува и во државите земји членки на Европската Унија и во оние како Македонија. Добро, и за крај, ова е на некој начин поврзано со правото и правдата, со борбата за право и правда во државата, за правната држава. Неодамна и британскиот амбасадор кажа дека корупцијава во земјава назадува борбата против корупцијата, дека е многу висока, загрижувачка. Ова се разбира, вие различно го интерпретирате, но сепак, еве, јас ги кажувам податоците. Имаме ли, еве за крај, како еден заклучок, имаме ли надеж, господин Ангеловски, бидејќи, еве, јас морам да кажам дека дури и да дојде до промена на власта, граѓаните не верувам дека гледаат некаква огромна надеж за промена, бидејќи не гледаат ни таму во таа гарнитура некаков. И се уште има луѓе од претходната влада, отприлика сличниот наратив. Имаше и таму некои коруптивни афери пред изборите, тоа со тие земјиштата таму на Евана на ЕСМ, што беше. Така да, некако граѓаните не гледаат надеж дека нешто може навистина да се смени. Две работи се потребни за да се врати надежта и за навистина нешто да сториме. Најпрвен, она што вие го велите право и правда. Најпрвен, правото и правдата да станат едно исто. Кај нас, за жал, правото е едно, а правдата е сосема друго. Јас намерно ги кажувам и право и правда, да, ги потенцирам. Значи, мора да станат комплементарни правото и правдата, тоа е прво. И второ, треба ресетирање на македонското општество. Тоа ќе рече, во натамошната власт, која и да е, каква и да е, не смеат да влезат корумпирани политичари, чии досиеа се наоѓаат во компјутерите на американската, британската, ваква или онаква амбасада. И на крајот, морам да речам уште нешто, треба да се размислува на суверенитетот на државава,
а доколку сакаме да имаме надеж и доколку сакаме нешто да оправиме, јас видов дека кога дојде некој специјален тим од Соединетите Американски држави, нели, за да ги испита институциите на Македонија заради корупцијата и нефункционирањето на правото, многумина, вклучително политичари и новинари, беа презадоволни од тоа. И сакам да кажам дека 1914-та Австро-Унгарија упати, после убиството на војводата Франц Фердинанд, упати ултиматум до Србија. Точката 5 од тој ултиматум беше Австро-Унгарија да влезе во институциите на Србија за да ги пронајде виновниците. Србија го одби тој ултиматум токму заради тоа, значи пред 108-9 години имале чувство српските политичари за суверенитет, го одбија ултиматумот токму заради тоа што не може странска, надворешна администрација, политика, сила или како сакате наречете ја, да влезе во институциите на една суверена држава. Ни недостасува суверенитет, ни недостасува желба тој суверенитет да го изградиме и да го покажеме достоинствено во меѓународната заедница, ни недостасува можност правото и правдата да ги обединиме и дури потоа ни недостасува ресетирање и исклучување од политичкиот живот на сите корумпирани и на сите кои учествувале во грабежите и во неправдите кон сопствената држава. Да, но господин Ангеловски, многумина велат тотално спротивно од ова вие што го велите, бидејќи земјава функционира веќе 30 години, сите политички гарнитури се сменети, сме имале различни политички констелации, да речеме. Многумина ќе кажа дека сме имале премногу и можности да направиме систем самите, дека никој не ни пречел во тоа да направиме систем, имало успони и падови, но дека сме можеле, и дека ние после 30 години дефинитивно покажуваме дека не можеме да воспоставиме систем, дека напротив од ова вие што го велите, дека на нас може да ни помогне само некој однадвор, дури веќе се спомнува и оној збор, нели, за некакво надгледување на земјава посебно, нели? Во Бугарија беше воведен таков валутен борд, беше воведен и Бугарија така ја спасија. Меѓутоа, жално е доколку прифатиме дека ние не сме во можност, како македонски граѓани, како луѓе кои живеат во оваа држава, да воспоставиме систем и да изградиме држава. Ние сме оневозможени, токму однадвор тоа да го сториме, сме оневозможени од таа и така наречена либерална структура, новата либерална структура, односно од западните комунисти. Сакам да знаат гледачите дека либерализмот кој на голема врата се продава како граѓанство, како граѓанска опција, дека е тоа всушност западниот комунизам. Во 1950-тите години од минатиот век Норман Томас, човекот кој на неколку пати се кандидирал за председател на САД и не успел, инаку огнен следбеник на Сталин во Соединетите Американски држави, излегува и вели вака: ајде, вели, да го промениме името на комунизмот и на социјализмот во либерализам и полека социјалистичките идеи ќе си победат во Соединетите Американски држави и во светот. Денес го имаме тој западен комунизам, именуван како либерализам, кој оневозможува на сите останати да си ги воспостават своите држави онака како што сакаат, туку мора тоа да биде според нивните стандарди на либералната демократија, односно на западниот комунизам. Ете тоа, сите останати кои не се влезени во тој западен комунизам наречен либерализам, се популисти, се екстремни, се националисти, се вакви или онакви и не им се дозволува да си... Па вие гледате и на еден Орбан, сето тоа му се припишува само затоа што не сака да се повинува на желбите на либерализмот, односно на тој западен комунизам. Македонија, вклучително и останатите држави, се оневозможени да создадат своји системи, да создадат свој суверенитет, токму заради влијанието на тој и таков либерализам во светот. Добро, но ни Орбан не е ништо помалку корумпиран од другите, но сега широка тема, да не навлегуваме. Господин Ангеловски, ви благодарам за ова интервју, како и секогаш, не само што сте провокативен, туку сте и оригинален во тезите. Заслужува јавност да ги слушне и да дебатираме на секоја тема, се разбира. Благодарам. Јас реков кога дојдов дека ја прифатив поканата, затоа што пак како новинар си најнеутралниот новинар во оваа телевизија и токму затоа ми беше чест и задоволство да гостувам.
Благодарам уште еднаш. Страшо Ангеловски, председател на МАК. Одиме со една кратка пауза и продолжуваме со Иво Рангеловиќ, политички аналитичар.